Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Тутунската реколта 2025 половината е откупена. Потребни се законски измени. Последната недела од годинава Прилеп ќе живее во богата новогодишна приказна. Македонскиот бренд Витаминка празнично го најавува одбележувањето на големиот јубилеј 70 години од постоењето. 2 сообраќајки во еден ден на прилепските улици со тешки телесни повреди. Времето денеска сончево со мала до умерена облачност. Урбан маркетинг. Што ќе готвите за новогодишните и божичните празници? Празничната трпеза ќе блесне со традиција, со пита и баклава, со корите направени со љубов и мајсторија од Чиколукс Кривогаштани. Веќе 17 години, Чиколукс е дел од секој празник. Семејство насмејано околу масата, со празнична атмосфера и топлина. Чиколукс Кривогаштани, 17 години љубов. Ако сакате вкусна семејна трпеза, повелете кај нас, Живинарска фарма Долмени Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај посадот и Тарпео. Кај нас можете да најдете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави, свежи со различна големина и врвен квалитет. Цените се прилагодени за сите што сакаат за престојните празници да имаат вкусна семејна трпеза. Направете го вашиот омилен специјалитет. Вкусете ги нашите јајца. За сите вас во Живинарската фарма Долмени Прилеп ве очекуваат најубавите јајца. Дојдете, купете и имајте ги најубавите новогодишни и божични празници. Среќни празници со Живинарска фарма Долмени Прилеп. Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црна Гора. Новогодишни и божични тури. Метеори, божичното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици, за вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветановска.
Половината од актуелната реколта ориентален ароматичен тутун е откупена. Заклучно со 15 декември законскиот рок за старт на регистрираните откупувачи, преземени од кооперантите се 11.370.000 килограми тутун, што според представниците на тутунопроизводителите и Сојузот на тутунски здруженија е блиску до половината од предвидените 24 милиони килограми. И годинава актуелно е прашањето за дополнителни законски измени. Покрај забраната за увоз за време на откуп, државата ќе мора да направи ред и да ги изедначи тутунарите со откупувачите при договарење на цената пред почетокот на реколтата. Значи сега сме цврсто решени за тоа да го внесеме. Години уназад беше и тоа законско решение. Значи без дозвола, без подпис на Сојуз на тутунски здруженија да не може да случува договори. Значи сега инсистираме, имаме поддршка и од самото министерство за да го вратиме стариот начин на договарање на договори, односно без подписот на Сојузот да не може да се случува договори. Значи таа е ние главна цел да го вратиме тој начин на подпишување на договори. Имате шанса да го направите? Имаме шанса, ради тоа што имаме поддршка од министерството, од владата, така да не оставаме судбината на тутунарите само на откупувачите, него и представниците нивни што се да има главен збор во самото стварување на правата на тутунопроизводителите. А што е потребно за законски измена? Законска измена, да, законска измена. Треба да се да, тоа и го работиме законот, значи во покрај што се откупува тутуна, значи ние поново групата што работиме законот го работиме. Во секој случај јас не знам точно тоа како би се избедило, али производувачите би требало да игра некоја си улога во формирањето на цената. Апсолутно, тоа повеќе од јасно. Сегачниот откуп е прибедејќи јас сум помал производител, по-квалитетен, други не го зема по неквалитетен, например, иста цена. Јас не бех го даван се тутуно за ова класа прва, например, првава класа или ко трета класа, нека го цена на класи, нека биде 25 денари, а не да биде исто. Секој не вложува тако труд за тутуно. Што мислите дека треба да се направи? Треба да има ценовник по класи. Треба да има реална откупна цена. Не е програмирано како што е за тутун закона. Еднонеделна богата програма за последната недела од годинава. Прилеп го очекува новогодишен базар исполнет со разновидна секојдневно културно-музичка програма и изненадување во центарот на градот, најави градоначалникот Дејан Продановски. Оваа недела, кон крајот на неделата или неделата би ја завршиле со прославување на патронот на нашиот град Свети Никола и од наредната недела 8 дена забава за нашите сограѓани и за сите посетители од цела Македонија, која што сметам дека ќе го издигне нивото на културниот развој на нашиот град и ќе даде нов дух, односно нова димензија во прославата на Нова година. Не би се држал до програмата изборува мојата соработничка Снежана Ристеска. Ја користам приликава да ги поканам уште еднаш сите граѓани на Прилеп, да ги поканам сите граѓани на Република Македонија, затоа што покрај добрата забава, ние како град сме познати по добрата кујна, односно добрата скара, познати сме по старата чаршија која што нуди разновидни производи, можат сите граѓани на Република Македонија да дојдат и да потрошат дел од своето попладне овде во Прилеп, добро да се забавуваат, да се напијат топло вино, да го почувствуваат духот на Прилеп, да го видат пред новогодишно како е украсен и на 31 ги поканувам сите граѓани, сите добронамерници да дојдат заедно да направиме дочек и да ја дочекаме новата 2026 година, што сметам дека ќе биде една од поуспешните години за општина Прилеп и за Република Македонија. Македонскиот бренд Витаминка празнично го најавува одбележувањето 70 години од постоењето. Компанијата е партнер на општина Прилеп во новогодишниот базар и на овој посебен начин го најавува чествувањето на големиот јубилеј за наредната 2026 година, вели Орде Ѓорѓиевски од Витаминка. Она што нашата компанија ќе го обезбеди оваа година е поставување на 7 дрвени типизирани куќерки на кои ќе биде послужена храна, ќе има можност да се послужат граѓаните и со пијалок, а ќе има и понуда на ракотворби, ќе има секако и дополнителни содржини. Покрај тоа, нашата компанија ќе
партиципира во организацијата во забавната програма која ќе биде на бината за сите празнични денови. Значи, во рамките на тие 8 денови. Бидејќи станува збор за новогодишна приказна, секако дека Витаминка ќе ги заслади празничните денови како и секогаш. На понуда ќе бидат и бесплатни наши производи, ќе има можности за сликање, фотографирање со Дедо Мраз, ќе се доделуваат и пакетчиња, ќе има можности да се купат производи. Така што да оставиме малку некои работи да не изненадат, јас верувам дека сите позитивно ќе бидеме изненадени. Две сообраќајки во еден ден на прилепските улици кои завршија со тешки телесни повреди. Еден од повредените е малолетник кој правувал со мопед. На 15 декември во 13 часот и 30 минути во ОВР Прилеп е пријавено дека на крстосницата од улиците Прилепски бранители и Тризла во Прилеп патничко возило Југо со прилепски регистарски ознаки управувано од ДЖС 84 годишен удрило во 53 годишната РЈ, двајцата од Прилеп. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила РЈ констатирани во општата болница Прилеп. Извршен бил увид од увидна екипа од ОВР Прилеп. Истиот ден на 15 декември во 13 часот и 25 минути во ОВР Прилеп е пријавено дека на крстосница од улиците Тризла, улица Горан Миноски и улица 11 октомври во Прилеп се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Volkswagen Golf со прилепски регистарски ознаки, управувано од ФР 48 годишен и мопед Томос, управуван од малолетник, двајцата од Прилеп. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил малолетникот, констатирани во клиничката болница Битола. Извршен е увид од увидна екипа од ОВР Прилеп, стои во полицискиот билтен од Министерството за внатрешни работи. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност, седува слаб до умерен променлив ветер. Во Прилеп претпладне во делови од котлината имаше појава на магла. Во текот на денот времето сончево со мала облачност и претежно тивко. Минималната температура се спушти до -4, а максималната достигна до 6 степени. До крајот на седмицата времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност и претежно тивко. Во утринските и ноќните часови по одделни котлини и речни долини ќе има појава на магла. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, декември 2025. Одговорен уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.